Учениците од Средното хемиско училиште Марија Кири Склодовска како дел од наставата учење преку работа кај работодавачот, директно преку пракса се запознаа со еколошките процеси во технолошкиот погон за филтрација и третман на отпадни масла и масти за јадење во компанијата Суниленс. Проектот Учиме за собирање и рециклирање на отпадните масла ги поттикна да го споделат своето искуство со вистински професионалци. Во програмата, покрај останатите предмети кои што редовно ги слушаат, учениците имаат и учење преку работа кај работодавач и во овој контекст е предвидено да одат кај работодавач, да работат и да стекнат искуство околу тоа што го изучуваат на часовите на теорија. Се надеваме дека со нивната презентација околу тоа како се рециклира маслото, учениците ќе дознаат повеќе за обновливите извори на енергија, што го имаат и како предмет во 4-та година во смерот заштита, техничар за заштита на животна средина. Оваа соработка се надевам ќе продолжи и понатаму и секако со ваквите посети учениците многу повеќе научуваат за тоа што она што на часовите го слушаат теоретски, вака и ќе го имаат како една слика во реалноста како изгледа. Позитивните еколошки резултати, преработката на отпадните масла и штетноста на отпадот беа предизвик за младите екологисти, кои особено беа заинтересирани за соодветното собирање. Ова се отпадни масла и масти од растително потекло, како што ви напоменав претходно, што остануваат при пржење на храната. Овој отпад се собира од индустријата и од домакинствата. Има посебна шифра на овој вид на отпад, пропишана во листата на видови на отпад од Министерството за животна средина. Таа е 200125, значи тоа е комунален неопасен отпад. Меѓутоа, иако е класифициран како неопасен отпад, тој е доста штетен за животната средина. Зашто е штетен? Бидејќи во одреден момент при пржење на маслото тоа ја менува својата молекуларна состојба и станува канцерогено. Значи, не смееме повторно да го конзумираме, бидејќи е штетно по нашето здравје. Директно го собираме од домакинствата и од прехранбените производители со наша колекторска мрежа, значи имаме обучен професионален тим на возачи кои што доставуваат чиста амбалажа и подигаат полна амбалажа со отпадно масло. Потоа самите возачи го доставуваат отпадот овде во овој дел, каде што директно се преработува, односно се филтрира, од кога ќе помине низ процес на загревање во топлинска комора. Значи, за да постигнеме некој ефект и да го прочистиме маслото, треба да биде загреано на минимум 40 степени и затоа имаме посебна топлинска комора која што го овозможува тоа. Од кога ќе се постигнат 40 степени на отпадот потоа се филтрира низ посебен филтратор и доаѓа на складирање во овие цистерни. Тие се така дизајнирани за што подобро да може да се складира отпадното масло, да се извади тој непотребен талок, еве и овде кој што го гледаме, има дел секогаш во отпадот кој што го собираме има дел неупотреблив талок, тоа е од храна, вода, што е насобрано при самото пржење на храната. Тој отпад, значи, се вади, затоа имаат и конусоидна форма овие цистерни. Тој отпад се вади и тој отпад не го фрламе во природата, иако не може да го употребиме, го доставуваме директно до фабрика за биогаз, каде што они си го користат во процесот на производство на биогаз, од кој што потоа го користат за производство на електрична енергија. Прочистеното масло директно се вади од овие цистерни, се пренесува во транспортна цистерна со специјални греачи, бидејќи и при транспортот не смее да се стврдне, треба да биде на одредена температура и се извезува директно до Австрија, до фабрика за биодизел, која што од него прави зелено гориво, биодизел, према стандардите 1.14, 214. Тоа значи дека овој отпад повторно се употребува за производство на зелено гориво и има голема економска вредност, а при тоа истовремено и ја штитиме и животната средина со самото правилно справување на овој отпад. Биодизел се добива од нерафинирани растителни масла. Процесот не е едноставен. За производство на биодизел гориво, значи мора да се запази еден дел каде што првин мораме тоа да го загрееме
на некоја одредена температура, но не повисока од 60 степени, бидејќи користиме алкохол и катализатори. Како алкохол се користи метанол, а како катализатори се користат натриум хидроксид и калиум хидроксид. Затоа и велиме дека температурата не треба да биде повисока од 60 степени, да не дојде до испарување на алкохол. Од кога сето тоа ќе го направиме, се остава биогоривото во самиот систем да одлежи отприлика околу 1 час, каде што ќе дојде до поврзување на масните киселини и создавање на глицерин. Глицеринот мора да се ослободиме од него, за да потоа повторно суровината, односно веќе добиениот производ како биогориво, мораме да го добиеме при покачена температура, каде што веќе во тој момент со помош на вакуум пумпи се отстрануваат сите алкохоли од него. Од кога ќе го отстраниме алкохолот веќе од биогоривото, следува начинот на негово прочистување. Ние порано правевме некои своји обиди, тоа го правевме со помош на вода и мешање, односно бублирање со компресиониран воздух. Ова е биодизел. Значи, ова се добива од тоа и додатни суровини кои што ви објасни колегата Игор. Сега, што се постигнува, кои ефекти се постигнуваат со овој процес? Значи, од отпад да добиеме нов производ, односно зелено гориво, кој секако е помалку штетно за животната средина, односно и самиот биодизел, како биодизел 80% ги намалува штетните CO2 гасови во природата. Нашата компанија исто така е сертифицирана од страна на ISCC EU. Тоа е систем за сертификација на биомаса и биогорива на ниво на Европа и нашиот систем е ригорозно следен од страна на тие институции за следливоста на маслото, односно како го водиме системот и административно и оперативно, колку количини преработуваме, извезуваме и така натаму. Целта на ова екопосета беше да се едуцираат младите, бидејќи тие се движечка сила во едно одржливо и еколошки здраво општество, кое се потпира на темелите на циркуларната економија.